ова издание. Белата куќа планира да го распушти владиниот тим за справување со пандемијата во рок од 1 месец. Какви се економските прогнози за Северна Македонија во вториот квартал од годината? Интервју со економист од Светска банка. Можни здравствени пасоши за туристите во државата. Реакции за дискриминација. Останете со нас. Поздрав од Вашингтон. Ова е Њусфлеш на Гласот на Америка на македонски. Јас сум Милена Ѓоргиевска. Текстилната индустрија во Северна Македонија ќе има најголеми економски последици од пандемијата. Пред да продолжиме со интервјуто на оваа тема, кусо за најновите вести. Белата куќа планира да ја распушти работната група за коронавирус за околу 1 месец, додека бројот на нови потврдени случаи во САД продолжува да се зголемува за повеќе од 20.000 на ден. Подпредседателот Майк Пенс рече дека администрацијата размислува кон крајот на мај или почетокот на јуни да го префрли управувањето со националниот одговор на сојузните агенции наместо на работната група. Тој го нарече овој потек одраз на огромниот напредок што го постигнавме како држава. Дел од експертите изразија остро несогласување со плановите на администрацијата. Јас не би ја распуштил, туку би создал работна група за опоравување од COVID-19, вели Али Могдат, професор на Универзитетот во Вашингтон. Во моментов во САД има над 1,2 милиони потврдени случаи и над 71.000 починати. Виш владен научник следната недела треба да сведочи на конгресен распит откако поднесе жалба и во улога на свиркач ќе се осврне дека наводно официјални лица му се одмаздувале откако инсистирал на научни предлози и поагресивен одговор на COVID-19. Конгресменката Ана Ешо изјави дека жалбата покренува сериозна загриженост за одговорот од администрацијата на Трамп кон пандемијата и исто така сака да го слушне сведочењето на секретарот за здравство Алекс Азар и на заменикот секретар за подготвеност и одговор во вонредни ситуации Роберт Кадлец. Во поплаката од свиркачот се наведува дека администрацијата била насочена кон натрешни префрлање и притисок наместо кон заштита на здравјето на американците, изјави Ешо. А за економските прогнози за државата во вториот квартал од годината зборува Сања Маџаревиќ од Светска банка. Јане Бојаджиевски разговараше со неа. Оваа криза е поинаква од финансиската во 2008. Поради здравствениот аспект на кризата, многу компании треба да затворат со работа и затоа ударот е глобален. Вели Маџаревиќ Сустер. Сите влади им помагаат на малите бизниси, треба да продолжат, зашто тие се главен двигател на регионалната економија. And the Macedonian government did as well. И македонската влада го направи истото. Помошта кон граѓаните и малите бизниси изнесува 2,5% од бруто домашниот производ на земјата. Никој не може да предвиди колку долго ќе трае пандемијата. Регионалниот растеж за Западниот Балкан се предвидува да биде во негатива, меѓу -3 до -5,5%, според последниот економски извештај на Светската банка. We have assume the following scenario for Macedonia. За Македонија го предвидуваме следното сценарио. Во вториот квартал на годината ќе има најдлабока рецесија, пад на растот за околу 11%. Најпогодени ќе бидат производството, туризмот и трговската размена. Сепак, фармацевската индустрија и производството на храна нема да бележат пад, но најголем удар се очекува да ја зафати текстилната индустрија. Земјоделството во Северна Македонија ќе допринесе за заживување на забавената економија. Као очекува постепено укинување на рестрикциите поради коронавирусот кон крајот на мај, но кога ќе почне процесот на опоравување? The gradual recovery will again very much depend on the fiscal space. Постепеното опоравување ќе зависи од фискалната слика. Државите најпрво треба да ги поддржат фирмите и граѓаните. Во монетарниот дел е потребно обезбедување ликвидност и поддршка кон малите бизнеси. Според вишата економистка, рецесијата во сите земји од Западниот Балкан најмногу се должи на значителниот пат на странската и домашна побарувачка. Ограничувањата за патување и мерките за социјално дистанцирање особено ќе имаат негативен удар врз туризмот и услужните дејности на Балканот, каде 50% од вработените во 5 земји во регионот се во секторот туризам. Thank you very much for your time. Thank you very much for your interest and stay healthy. You too. Можни имунолошки пасоши за туристите кои летово ќе доаѓаат во државата за да потврдат дека се здрави. За некои ова е дискриминација. Мики Трајковски ги има деталите.
Секој странски турист кој ќе дојде во Македонија ова лето да поседува така наречен здравствен, односно имунолошки пасош. Ова е едно од барањата која туристичкиот сектор ќе го иницира до владата. Идејата е да се контролира приливот на гости уште при самото нивно пристигнување во земјава, вели Перо Кутановски, менаџер на хотел на Охридската река. Дека сте потполно здрави, дека можете да патувате. Државата, од каде што доаѓаме, го издават. Без разлика дали се постара или помлада генерација, ако веќе уште дека не се позитивни на ковид. Тоа би значило поголема сигурност не само за гостите, туку и за нас како домаќини, додава Кутановски. Председателот на Хотелската асоциација Крсте Блажевски вели дека се во комуникација и со останатите чинители во овој сектор и државата. Тешко е на некој да му каже дека треба да оди да се прегледа, да дојде со документ, да добие пасош дека е здрав, па да оди во друга држава да патува. Не сме ние тие што треба да го решаваме тоа. Има соодветни луѓе кои треба да дадат мислење на сето тоа и кои треба да произнесат како тоа би се дешавало понатаму. Но за Илкер Гавас, угостителот струга евентуалната мерка за здравствен пасош би била дискриминирачки за секој кој ќе сака да ја посети земјава. Здравствен пасош, мислам дека тоа е погрешна политика. Тоа е фактички како етикета. Тоа сметам дека е дискриминирачки и не знам што мислат правните експерти за оваа работа, но ова е навистина треби долги теми да се разговара, посебно за здравствените книжки. Министерот за здравство Венко Филипче за Гласот на Америка потврди дека се разгледува опцијата за имунолошки пасош, но и тоа вели нема да зависи само од нашата држава. Истото тоа се размислува и на ниво на Светска здравствена организација, но истовремено сакаме да иницираме и регионален пристап во разгледувањето на ова прашање. Од Стопанската комора велат дека се во комуникација со останатите комори во земјава и регионот и од секое релаксирање на протокот на патници и туристи ќе биде согласно следењето на здравствените состојби во земјите и препораките и активностите кои ги презема Европската унија. Додаваат дека се што како идеја постои ќе се развива детално во наредниот период. Слични вакви иницијативи одамна произлегува и во Грција, но и во некои други држави. Од Охрид за Гласот на Америка, Мики Трајковски. Хирург во Минесота се обидува да ги развесели пациентите. Погледнете од прилогот на Ана Нелсон. Доктор Елвис Франсуа најде начин како да ја врати надежта и инспирацијата. Овој хирург на клиниката Мео во Минесота пее. Има клавири низ клиниката Мео и понекогаш седнуваме да свириме и да пееме. Пациенти поминуваат наоколу и ние свириме за нив, но така беше пред COVID-19. Доктор Франсуа споделува вакви видеа на социјалните медиуми веќе 2 години, но ниту едно не привлекло толку внимание како неговата верзија на Imagine на Џон Ленон. This is the first time in a generation that we could all remember that. Ова е прв пат целиот свет да се соочува со ист проблем. Со оваа глобална пандемија е како буквално да се стисна пауза на поделби меѓу државите, политички и расни разлики. Ова е шанса да сватиме дека сме исти и дека во ова сме сите заедно. Иако клиниката Мео досега немаше многу пациенти со коронавирус, споредено со други места во САД, лекарот вели дека се подготвени. Сваќаме дека со операција и лекови можеме да помогнеме до одредена мера. Музиката може да помогне таму каде што медицината не може. Таа го лекува телото, но музиката ја лекува душата. Јас сум привилегиран, оти можам да помогнам и со медицина и со музика. Франсуа вели дека добива пораки од колеги низ целиот свет, кои му се заблагодаруваат што им помогнал барем на момент да заборават на она со што секој ден се соочуваат на работа. Благодарам што не гледавте. Пријатно до утре.